Добро утро, Бранко, се слушаме. Добро утро до тебе, добро утро до екипата која ще реализира денешната емисија и секако до нашите гледачи. Ја најави темата, актуелна е во контекст на денешниот ден, меѓународниот ден за заштита на правата на потрошувачите. Облека, апарати за домаќинство, храна, книги, парфеми. Граѓаните според последните податоци потрошиле милиони евра купувајќи на интернет. Во првите 9 месеци од 2021 година забележан е раст на онлайн трговијата за 84,5% во однос на истиот период во 2020-та, што најмногу се пазарало онлайн. На што треба да се внимава кога станува збор за купувањето преку интернет и која е предноста и за трговците, но и за купувачите? Е тема која што ова утро ја отвараме со Виктор Стојковски, генерален секретар на Асоциацијата за е-трговија. Виктор, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за гостување во Македонија на утро. Добро утро, гледачите на македонска телевизија. Војниот конфликт во моментов Украина, Русија не ги тргна мислите од ковид пандемијата, но секако ја живееме 2 години. Она што мене ме интересира според податоците кои што ги имате, колку пандемијата ги натера трговците да размислуваат поинаку, продавајќи ги своите производи и пласирајќи ги на интернет? Така, како што кажавте, веќе живееме 2 години, веќе не само што ги натера, туку и ги адаптира на новата ситуација и се со цел да голем дел од нив и обстанат, а дел од нив ги зголемат нивните профити. Преголем дел од компаниите на некој начин се приспособија ради тоа што мора да се приспособат се со цел да ја преживеат оваа светска здравствена криза која се појави пред нас изминативе години. Дел од нив искористија процеси на дигитализацијата, ги дигитализираа процесите внатре во компаниите, со тоа што заштедија многу ресурси на вработените, бидејќи ги автоматизираа самите процеси и добија многу повеќе време за попродуктивна работа на своите вработени. Дел од нив, кои што доаѓаат од e-commerce секторот, пак се насочија кон целосно онлайн продавање, со тоа што почнаа да нивните производи и услуги кои претходно ги нуделе физички достапни за нивните купувачи, да ги постават онлайн и да продолжат да ги продаваат истите онлайн. Тоа е навистина добро, ради тоа што на некој начин светската пандемија го забрза растот на е-трговијата. Ова што се случува денес, очекувано беше да се случи некоја година после 2021 и 2022 година, но светската пандемија даде некој природен бустер за тоа да се случи побрзо. Почнавме разговорот со податок дека 2021 за нешто повеќе од 80% има раст на онлайн трговијата. Што значи тоа во бројки, колку пари или колку граѓаните купувале онлайн и од друга страна дали повеќе се купувало од домашни или од странски онлайн продавници? Така, многу е интересен податокот, бидејќи кога ќе го кажеме обемот на потрошени средства, всушност ја добиваме реалната слика колку е-трговијата има сериозен удел во целата економија. Зошто? Ради тоа што со е-трговија, ако земеме споредба на 2020 со првиот со само 3 квартали, односно до септември 2021 година, ќе забележиме дека ако во 2020 се потрошиле 230 милиони евра во текот на целата година, во 2021 првите 9 месеци се потрошиле нешто повеќе од 270 милиони. Тоа што значи? Тоа значи дека за само 9 месеци не само што сме ја надминале 2020, туку и повеќе за 30-40 милиони се потрошени онлайн. Ова е доста интересен податок ако се земе дека македонците ги променија навиките и почна повеќе да купуваат од македонските е-трговци. Резултат на тоа секако има и светската пандемија, бидејќи како што кажавме, нема патувања, така авионските карти се намалени. Намалени се онлайн резервациите на смештај, на хотели, доколку се патува надвор. Но доброто во оваа ситуација е што не е паднат обемот на е-трговијата, туку баш напротив, е поголем обемот, односно се потрошени повеќе пари, тие пари се слеани кон македонските е-трговци, што е посебно добро и за македонската економија. Од друга страна пак е мотив за македонските е-трговци да продолжат да ги креираат позитивните навики кон нивните купувачи, бидејќи
тука треба да се работи и да се задржат овие суми, овие вредности на потрошени средства од македонците кон македонците и по завршување на пандемијата. И што најмногу се купувало онлайн? Зашто македонците најмногу сакаат да трошат пари на интернет? Така, според нашите истражувања кои ги правевме и се опфатни извештаи, најмногу се купува облека, вклучувајќи и спортска облека, како втора категорија, значи втор сегмент е спортска опрема, додека пак од трет надоле доаѓаат и електроника, доаѓаат препарати за домаќинство и така натака. Но првите два, односно спортска облека, спортска облека и спортска опрема се повеќе од 60% од вкупниот дел на тоа што се купува. Денеска е меѓународен ден за заштита на правата на потрошувачите, па во тој контекст е следното прашање. Интернетот секако носи многу предности, но од друга страна и ризици за кои што треба да сме свесни. Кои се информациите во однос на злоупотребата на правата на потрошувачите и од друга страна што се треба да знаеме и на што се треба да бидеме подготвени пред да пазариме онлайн? Така, првично треба сите како граѓани, како луѓе да бидеме свесни дека мора да внимаваме од каде купуваме. Тоа ако направиме метафорички приказ, тоа го истото важи и за физичката трговија, не само за онлайн трговијата. Зошто? Ради тоа што мора да се запознаеме од каде купуваме, од кои трговци купуваме, дали тие се регистрирани или не се регистрирани трговци, за при тоа да знаеме дека нашите права ќе бидеме заштитени како потрошувачи само ако претходно сме едуцирани и знаеме од каде правиме нарачки. Од една страна, ние како асоциација многу во изминатиот период, кога зборам многу, значи стварно многу, работевме на намалување на сивата економија. Пробуваме да влијаеме до секој еден граѓанин, да допре нашата порака дека кога се купува онлайн, треба да се купува од регистрираните трговци. Не треба да се купува од Facebook продавачите, кои при тоа се некакви нерегистрирани субјекти, бидејќи трговијата е многу повеќе од Facebook продавањето. Зошто? Ради тоа што сите поплаки што дошле до нас како асоциација за трговија не се поплаки кои дошле од купен од регистрирани трговец. Тоа значи трговец кој ги исполнува сите законски услови за работа, има имплементирано платежен процесор, може да се плати онлайн, има информации, контакт податоци за самиот трговец во рамки на страната за да знае потрошувачот и да се информира од каде нарачува. Не доаѓаат поплаките од такви правни субјекти, доаѓаат најчесто од Facebook продавниците, односно Facebook продавачите, кои што после одреден период ќе се нарача една роба, ќе стигне друга роба, па после не може да ги добиват купувачите назад Facebook продавачите и тука доаѓа до едно несакано действие, на кое што во принцип во нашата држава се темели и се креира сликата за трговија. Тоа не е така, бидејќи законот за заштита на потрошувачите навистина на страната на потрошувачите и ги штити потрошувачите, бидејќи потрошувачите може и да ги заменат своите продукти доколку не се задоволни од нив. По закон им следува и целосен поврат на средствата, секако доколку не се задоволни, но за тоа да може да се повикаат на законот и да може да го направат тоа, потребно е да има некаков документ од каде ја направиле нарачката, да знаат кој правен субјект стои позади таа нарачка. Кога зборам документ, се мисли или на фактура или на одредена потврда која што добиваат за правниот субјект, фискална сметка доколку не се плати продуктот онлайн и така натаму. Тоа значи дека пазарењето единствено преку регистрирани онлайн продавници може да биде гаранција за заштита на правата на потрошувачот? Па праксата тоа го говори, заради тоа што законот е навистина на страната на потрошувачите, но доколку од другата страна стои правен субјект, доколку од другата страна стои лице кое што ние не знаеме кој е тоа лице и не можеме да дојдеме до тоа лице, едино место каде што може да се пожалат купувачите е Министерството за внатрешни работи и секторот за криминал, за сајбер криминал, бидејќи на некој начин се онлайн измамени. И некаде пред крајот на разговорот, зошто да за онлайн шопингот или да речеме следна препорака и за трговците, но и за оние кои што се двоумат да ги дадат своите пари на интернет купување? Живееме многу брзо време. 21 век е каде што се ни е достапно на дланка. Доаѓаме до позитивен податок е дека и повозрастните луѓе купуваат онлайн.
доаѓаме до време каде што доаѓа и промена на генерација, каде што светот се движи многу брзо, каде што мора едноставно да се приспособуваме на новите трендови и тоа да го правиме. Е-трговијата ни го нуди токму тоа, односно ни нуди можност за брзо купување, ни нуди можност за сигурно купување, ни нуди можност за заштита на нашето време, кое што не го губиме при барање на паркинг, кое не го губиме при плаќање на паркинг, при дополнителни трошоци кои произлегуваат од физичкиот шопинг. Во однос на како порака за трговците би ги советувал да продолжат во градењето на позитивни навики за купувачите, бидејќи само така ние можеме да изградиме едно општество, дигитално општество кое што ќе биде темел на позитивни навики, на позитивни пракси, бидејќи нашиот народ се темели на искуство, односно очекувањата и сите следни поставки ги темели врз база на претходно искуство. Од таа причина мислам дека ниту едни пари, односно ниту една направена транзакција не вреди доколку потрошувачот од другата страна не е задоволен. Благодарам за разговорот во Македонија. Ви благодарам на поканата. Новото време, новото брзо модерно време ни носи и многу поинакви начини на функционирање и прилагодување кон истите. Еден од тие е и онлайн шопингот. Оно што можеме да го заклучиме на крајот, Бранко, од разговорот е дека единствено пазарењето преку регистрирани онлайн продавници ни нуди можност да ги заштитиме своите права како потрошувачи. Имаме ли прашања? Немаме прашања, враќајте се во редакција, времето не ви е баш пријатно ова утро. Благодариме Кристина Талеска, Големтева беше на терен, заедно со Виктор Стојковски, генералниот секретар на Асоциацијата за е-трговија во Македонија.